Можете пријатни ветниште почеа да подудувнат во Боксерската федерација на Македонија откако се расчистија натоложените проблеми. Раководството на федерацијата на чело со претседателот Игор Златков веќе ги уплати средствата на клубовите за постигнатите резултати на поединечното првенство. Потоа обезбеди бесплатни лекарски прегледи, квалитетно животно осигурување, бесплатен превоз и оброк за сите боксери, како и бесплатна услуга за рингот. Во такви услови започува и првото екипно првенство по пауза од неколку години. После 3 години пауза, ова година стартуваме со екипното првенство. Веќе одржавме државно првенство поединечно, каде што први беа Pink Panther, а Баргала беше трета. Од утре, сабота, значи во 14 часот во салата на Тоша Арсов, почнува екипното првенство на Македонија во бокс. Технички организатор е боксерскиот клуб Баргала. И се надеваме на голем број на учесници и на екипи, затоа што се променија многу работи во Боксерската федерација. Значи, има организиран превоз, има организирана храна и ред други бенефиции што ќе може да ги користат боксерите кои настапуваат. Да. Токму овие нови бонуси, би рекол, во Боксерската федерација се повод и причина на екипите повторно да излезат на површина, а секако ќе покрај материјални ќе има и технички средства кои ќе бидат од корист за екипите. Да, па согласно средствата кои ги добивме од Агенцијата за млади и спорт, ќе треба се набави спортска опрема за сите клубови, реквизити спортски за клубовите, и тоа се строго наменски средства, меѓутоа тоа е еден огромен импулс за развојот на боксот во Македонија и се надевам дека во се поголем и поголем број, како одминува првенството, ќе се пријавуваат и нови екипи, затоа што веќе имаме ново пријавени 10 екипи во бокс. Сега ќе видиме кратко е времето со колку представници ќе дојдат утре, меѓутоа се надевам дека ќе биде интересно првенството и се надевам дека Штип повторно ќе го земе приматот, бидејќи овде се Баргала, која атакува на првото место во младинска конкуренција, и Pink Panther, кои ќе учествуваат и во регионалната лига, а и во сениорска конкуренција са еден од фаворитите за првото место. Сигурно на последниот состанок во Боксерската федерација на Македонија ги разгледувавте и програмата и календарот за до крајот на годината. Што следува? Па да, има богат програм до крајот на оваа година, значи ќе има 6 кола од екипното првенство. Овде е златниот гонг кој се очекува да привлече огромен број на странски екипи. Потоа е мечот на шампиони во Скопје, во организација на Аперкат од Скопје, и се надевам дека ќе успееме да го организираме турнирот Јордан Мијалков во Штип, во организација на Pink Panther, меѓутоа со поддршка на Боксерската федерација, бидејќи тоа е турнир каде што доаѓаат исто доста екипи од страна. Како куриозитет може да се истекне податокот дека боксерските мечеви на рингот во Штип ќе ги судат судии од соседна Србија, поради тивкиот бојкот на македонските судии, поради нивна неорганизираност и немање на претседател на судиската организација. Со цел унапредување, популаризација и следење на светските трендови во боксот, претседателот Игор Златков и подпредседателот Благој Донев на 25 септември ќе присуствуваат на редовниот Европски конгрес кој ќе се одржи во Бугарија.